Јас сум повторно назад во студиото на Универзитетското радио. Денеска заедно со мене гостите кои што ви ги најав на почетокот на ова издание, професор доктор Зоран Панов, декан на Факултетот за природни и технички науки, и доктор Катерина Бачева, која што е добитник на признанието најдобар млад научник, кој што го доделува претседателот на државата. Добре дојдовте во студиото на УГРФ. Ќе почнам со најдобриот млад научник. Вие бевте на предавање сега и пренесовте нешто на нашите студенти. Како помина предавањето, што успеавте да им пренесете на колегите? Мислам дека ги заинтересирав младите да се вклучат во научно-истражувачката дејност и барем колку толку да дадат некаков придонес. Така, за кои достигнување го добивте ова признание најдобар млад научник? Конкретно јас се занимавам со хемија. Се занимавам, мојата научна област е аналитичка хемија со испитување на животната средина. Се занимавам со определување или утврдување на загадувањето на воздухот, со атмосферската депозиција, поточно со користење на биоиндикатори или биомониторинг, како и определување на тешки метали во примероци од почви, води, седименти, со употреба на атомска апсорбциона спектрометрија со индуктивно спрегната плазма и масена спектрометрија со индуктивно спрегната плазма. Така, што за вас значи признанието најдобар млад научник од претседателот? Конкретно за мене значи многу, затоа што претседателот е тој кој што го увиде тоа и ги вреднува нашите напори и тоа што сакаме да дадеме барем мал придонес во научно-истражувачка дејност, конкретно кон определување на загадувањето на животната средина во Република Македонија. Сметате ли дека признанието нешто ќе промени во вашата кариера, можеби? Искрено се надевам, затоа што денеска сме овде во Штип, утре сме во Битола, најверојатно среда или четврток сме во Велес. Сега веќе е отворен конкурсот за оваа година, за 2013, да мотивираме барем мал дел од младите кои што се занимаваат со наука и кои што би сакале да се занимаваат со наука, да се вклучат. Така, има ли, ти веројатно вие истражувате и пред да го добиете признанието и веројатно ќе продолжите и натаму, има ли услови за истражување и за млади научници во Македонија? Конкретно условите за научно-истражувачка работа во Македонија не се идеални, значи, но сепак доколку нешто се сака, може да се постигне. Каде конкретно може вашето истражување да најде примена практична? Конкретно моето е за примена на животната средина, за испитување на загадувањето на животната средина во Република Македонија. Имате ли некои следни планови за следни можеби научни истражувања во некои области? Реално, моментално имаме повеќе проекти со кои се занимаваме, но се уште имам многу запишување од резултатите кои што се собрани и кои што се земени на локалитетот Алшар, така да се заврши таа целина, па потоа со некои други работи. Кои се твоите планови за продолжување на кариерата во која насока? Искрено се надевам дека ќе најдам работа овде во Македонија и дека ќе продолжам со научно-истражувачка дејност, но доколку не успеам во тоа, најверојатно би заминала некаде во странство, повторно да се занимавам со наука. Која е пораката што може би сакала да им ја пренесеш на помладите колеги? Би сакала да колку што е можно повеќе да се вклучат во научно-истражувачката дејност, затоа што барем така ќе остават некаков придонес за Република Македонија. Мислам дека во Македонија има млади кои што се амбициозни и кои што имаат потенцијал за наука и доколку успеат, би била многу среќна. Така. Дека не со вас ќе зборуваме повеќе за самото признание и самата процедура. Вие сте дел од комисијата за доделување на признанието најдобар млад научник. Најпрвен, кои се критериумите за пријавување на конкурсот? Најнапред да кажам, значи признанието, како што спомна доктор Катерина Бачева, го доделува претседателот на Република Македонија, за кој што формира комисија за поттик на младата и научно-истражувачка мисла во Република Македонија. Тоа значи дека на него може да се пријават на овој јавен повик сите млади истражувања кои што во оваа календарска година навршуваат до 30 години. Значи, што треба, кои се условите? Да. Условите се тој млад научник да има постигнато
во своето научно делување. Значи да има добиена некоја меѓународна или домашна награда за научно-истражувачка дејност. Да има некое признание, да има објавени резултати во меѓународни или пак домашни списанија, пред се списанија с кои што имаат свој импакт фактор. И она што за мене е можеби најбитно како представник од техничките, од инженерските факултети, пременливост на резултатите од научното истражување. Значи истражувањето да не биде само за себе, туку да има своја пременливост. Така, кој вид на научни истражувања се земаат предвид, од кои сфери? Од сите дејности, значи буквално од техничките науки, од општествените, од природните науки, ми доктогодишниот добитник беше од областа на базните науки, од хемијата, буквално од сите области. Значи нема ни една област не е фаворизирана, ниту една наука. Битно е да има научно истражување кој што дало некој белег. Од кои области сега засега има најголем Па сега засега има највеќе од базните науки, од хемија минатата година, предминатата година од физика. Значи пред се основните истражувања предначат во однос на останатите. Но тоа не значи дека еве оваа година можеби ќе биде добитникот од некоја друга дејност. Така, вие сте повеќе години вклучен во комисијата на Да, ова ми е 4-та година, значи комисијата функционира веќе 4 години, секоја година се раши нов избор. Се надевам дека оваа година ќе има уште повеќе апликанти, квалитетни, јас би кажа уште поквалитетни. Минатата година имавме во наводници еден сладок проблем. Тешко ни беше да одлучиме кој ќе биде многу млади истражувачи го исполнува овој услов, меѓутоа сепак доктор Катерина Бачева се издвојуваше на сите нив со своите научни истражувања. Рековте дека сте 4 години, може ли да направите еден пресек за тоа во која насока се развива оваа цела идеја? Еве, идејата и проектот што го споредува Президентот на Република Македонија, значи еден поттик на младите, кога почнавме пред 4 години буквално, имаше многу малку апликанти. При истражувањето не дека беа скромни, меѓутоа беа стварно на пониско ниво. Секоја година одејќи повеќе се јавуваат повеќе апликанти со многу интересни истражувања. И минатите години имаше дори некој од средношколска возраст. Имаше една млада истражувачка која што даде доста интересно технолошко решение за некои хемиски таму полимерни акумулатори и така натаму. Значи доста интересно. И интерес буквално од 15 години па до 30 години се јавуваат кај младите истражувачи. Така, според вас на кој начин признанието може да му помогне на носителот на ова признание? Прво мора да потенцирам дека ова е најпрестижно признание за млад истражувач кој што се бави со наука во Македонија. Тоа што го дава Президентот на Република Македонија е уште еден поголем поттик кој што ќе покаже дека тој се издвоил од останатите, дека неговиот тој истражување е значено за Македонија, дека истото ќе придонесе не само во неговата научна дејност, туку воопшто во аплицирање на развојот на науката и на целата Македонија. Така, може би некои се уште не знаат, а сакаат да аплицираат, каде може да го најдат конкурсот, како да се Па го има на веб-сајтот на Президентот, значи на Македонија. Овој викенд беше објавен во јавните медиуми, во печатените јавни медиуми беше објавен конкурсот, во него се ставени сите услови, значи тие може да аплицираат ако ги исполнуваат условите до 31 декември оваа година. Така, дека не ви благодарам и посакувам среќа, се надам дека и годинава ќе има одлични млади научници. Да, благодарам.